Здраво живо! Денес ќе ви покажам многу лесен рецепт и се наоѓа у секое време. За почеток, 5 компири со средна големина, ќе ги сецкам на коцкички. Гледате, секогаш се исти парчињата што ги сецкате, за да се сварат во исто време. Сецкани компири си ги ставаш у смарт лонецот, пошто само така може да бидат брзо. 10 минути би требало да бидат готови. За уметнички доем, зимаш 6 чешњи лук. 3 ги гмечиш, да пуштат поише миризба, а 3 ги ставаш цели. Сол, го затвараш со капакот, значи стискаш чанк, се отвараат канџите, гледаш? И сега го пратиш, значи кога ќе почне да клопоти унатре, нешто се случува да зовре, го намалуваш на минимум и си цепа 10 минути, имаш варен компир. Пола кило пилешки стек или 3 стекчиња со средна големина, да кажам, и му отвараш од подевата страна джепче. Мало ноже препорачувам и оштро ноже, да не се зезаш. Значи најсериозно, ово сум го кажал 100 пати, ќе го кажам уште 100 пати. Никако саламурен стек, само свеж. Боле смрзнат него саламурен. Никако саламурен. Прочитав дека овој рецепт потекнува од Персија. Човече, боже бе. Персија. Тоа би било денешен Иран. Иран, да. Тоа време мислех дека се вика Ирак. Мефцаво со отворени џебови, го ставаш на страна си кулира. У сад за матење, зимаш 2 лимони и 250 грама фета сирење и ги цепаш у садот. Ренде и само кората, значи да повториме. И ова сме го кажал многу пати. Само жолтиот дел, белото горчи. Значи само жолтиот дел од кората и на најситното на рендето. Доволно е еднаш да повлечеш. Хоп, и доаѓа белото, и onda скокаш, и onda се рекаш назад. Тинтери-винтери. Знаеш стари зашто ставам кора од лимон? Ми ги иритира непцата и така добро ми го појачува вкусот на месото и сирењето комбинација да полудувам која јадам. Као да си ја пуштил најомилената песна до даска. Така се осеќам. Иначе би било се рамно. Знаеш кој ти е рамен вкус вака? Без врска, не осеќаш ништо. А со ова ти е гласна музика. Експлозија од вкусови. Ги спојувам лимонот и фетата. Меѓу време, компирот зоврал. Ко намалуваш, а најти вкус. Блендер. Многу битна алатка кујна. Као самурај без меч си кога немаш блендер. Го отвараш. Слушай, сега сум набавил биберу зрна, црвен, гледа. Многу интересен, многу посебен вкус. Уствари ја знаете, значи секој бибер ти е ист. Црн, зелен, бел, само различно доба на созревање. Освен црвениот, посебна сорта на бибер, многу интензивен и многу вкусен. У блендерот, шака ореви, затвараш, монтираш, смесаваш ја изблендав, ти ја ставам у фетава и мешаш да се спојат. Смесава се спој, наред се стековите. Си го взимаш секој стекче, си го отвараш џебот, смесичка, помалце, и паниш. Компирчињава се сварени више, идам да ги цедам. Ринглата си ја пушташ на средна температура, тавчево за печење оди на рингла, да се загре и ти преш пиреј умеѓу време. Зимаш блендерот, си го монтираш. Млеко си ставаш произволно, значи колку го сакаш течно, пирето. Се од тоа зависи. Ја ќе почнам со овака од прилике. И пирето е готово. И земам шпатулче, мајчина душичка. Ако најдете свежа, таква. Ја не недов, ставам сува еден прстохват. Па уште еден прстохват. Доста се 2. И ќе размешате со шпатула убаво да се спои. Како мириса, спојна мајчина душичка и лукче ти е врв. Ставаш солца,
Многу малце маслиново. Доволно. Промешувам. Уствари добиваш пире као она од кесичка, а не си користел хемија. Си цепаш со природен компир и сите ќе те прашаат батка како го направи пирето. Пирето и да се лади, ево дека блиску до мене. Имаме со стекои. Таа да ставивме се загаре, малку маслиново. Значи само да ги затвориме порите. Сега може малце ќе ви излезе од смесава, ќе истече, ама па тоа е. Пирето ќе ви фати корка ако го ставите малце подолго. Го враќате капакот од згора, али вака на пола, што иначе па ќе кондензира, пушти вода. Ростарот, маслиново малце, гасиш и ги положуваш пекчињата во ростарот. Солца, малку мајчина душичка и ова иде урерна максимум 15 минути на 200 степени. Најпаметен изум е ова на делимано. Ја ти кажам. Без сосиерче, кукуина не влагај. Го ставаш на рингла, до пола го пуниш со вода и чекаш да зоври. Кога ќе зоври? Зелена боранија, фала Богу ја има секојаш, секој дел од годината. Ако не е свежа смрзната, боле е свежа, али тоа е тоа. Ставаш и ја вариш, али не да ја превариш. Значи она мора да остане крцка. Она саде жива, ушавим, али поентата да ја фати малце топла вода. Боранијата е готова, ја зимаш со француска лажица, така се вика оваа со дупчињава. Ја ставаш у ладен сад. Или ако немаш ладен сад, ја миеш со ладна вода, ја прецедуваш. Поентата ти е да не продолжи да се вари. Пошто ако ја оставиш у топлата вода, џабе си извадил. Нема да ја крцка. Малце размеша. Сега. Сега ќе додадам маслино и сега ќе додадам сол. Прилогот ми е спремен. Ајде јам што направя стекоја. Стекчињата, значи поентава не е да станат црни, црвени, изгорени. Треба да останат вакви, бледи, добро се испечени, верувајте ми. Ајде ги сервираме. Младо лукче, го подмладуваш, значи ситно. Што поситно, тоа подекоративно. И само перцата. И боранија до оваа страна. Ке земам измешано црно семе, сусам и сончоглед. Секојаш добро оди. Пропрскајте само вака, не стане. Одличен рецепт со пилешко месо, впечатлив и вкусен. Лесен за спремање, базичен рецепт, едноставен, тоа е све што и треба на една трпеза. Се гледаме за многу брзо. Кликнете subscribe, за бидете во текст со сите наши нови рецепти. Чао!